Добро утро, Саша. Те наоѓаме во Гостивар. Во Гостивар е, претпоставувам, славеничка атмосфера за господинот Таравари и за неговите поддржувачи. Како помина гласањето? Видите, укажува на некои инциденти кои се случувале, али истите престанале. Атмосферата во Гостивар е одморна. Значи, изборниот ciklus заврши и мислам дека и граѓаните може да здигнат, а партиите може малку да рефлектираат и да видат да Таравари да планира што ќе се случува понатаму, а во дуи да видат кај погрешиле, со кои Алберт, како може да се поправат. Да. Алберт, мислам дека ситуацијата во Гостивар е јасна, тоа ќе ги правиме за таму дополнителните анализи кој каде сгрешила, кој каде добро одиграл. Меѓутоа, Тетово изгледа прилично компликувано. Таму кандидатот на Дуите Утарефи стои добро, меѓутоа добро стои со одреден број гласови блиску до неа. Јас официјалните резултати се уште не се заклучени за да можам прецизно да кажам што и како е во Тетово. Стои кандидатот на Беса. Сега, она што ме интересира, бидејќи заради големите коалициски договори кои што се одвиваат на национално ниво, како предвидуваш дека ќе тече расплетот во Тетово и дали тамошниот расплет помеѓу ДУИ, СДСМ, кој што може да решава за изборите со своите гласови, и Билјалка Сами, кој што, еве, читам последните податоци, се Теутарефи 29%, Билјалка Сами 27,4%, а другите од прилика кандидати, еве, гледам на албанската на алтернатива и на Алијансата на албанците 16% и така. Како мислиш дека сега ќе се развива тој баланс нов околу кој кого поддржува и чии гласови каде може да се очекуваат да заминат? Ја мислам дека сите партии на централно ниво ќе рефлектираат од овие локални избори и мислам дека тоа ќе биде одлучувачко и за вториот круг. Дека нема да ги ризикуваат своите односи на сите тоа. Поради локалните избори, мислам дека ќе одат на... Мислам дека ќе имат некој договор кој нема да ги наруши тие односи, а во секој случај ќе има возможност на граѓаните да изберат така како што сакат. Не ова прв пат да во втор круг бидат најблиску истите двајца кандидати. Разликата е што минатиот пат Касами не беше дел на мнозинството, сега е. Но локалните избори се прават договорите и на локално ниво, но поддршката може да се прошири. Така да не верувам дека ова сериозно нешто ќе ги наруши односите, но во секој случај председателот на таа партија ќе биде против кандидатот на Теутарефи. И мислам дека тука ќе се оди повеќе на волја на граѓаните и на бирачите, отколку да имаат јасни и стрикни инструкции од нивните централи на партиите, баш поради ова нарушување на односите. Само да констатирам дека и самиот СДСМ со својот кандидат освои значителни 6,2% од гласовите. Добро, Алберт, почнавме што се вели во детали за Тетово Гостивар. Каква е твојата генерална оценка воопшто за вчерашниот изборен ден и како ги коментираш резултатите? При локалните избори се секогаш порака и смерница. И мислам дека централната власт, ако добро ги анализира мнозинството, ако добро ги анализира резултатите на изборите, од нив ќе излече некои поуки, кои ако не ги спроведе, ќе си има последици во идниот изборен ciklus. Како што тоа се случило на Косово и кај нас се случило, дека граѓаните ја изразуваат својата волја и својата казна за одредени недостатоци во работата на локалната самоуправа. Не ова рефлексија на работата на централната власт, но секако е рефлексија на работата на локалната власт. И мислам дека тука има влијание и ефикасност на некои локални самоуправи, ефикасност на некои представници на мнозинството и тоа граѓаните го оценуваат. Најглавно за мене е што вчера изборите беа коректни, вчера немало поголеми инциденти,
фингерпринтот обезбеди легитимност на целиот процес, така да нема да имаме некои големи негирања на изборните резултати. Така да сума сумарум тоа е. Ќе ги видат бројките, не е целата процедура завршена. Знаеме дека локалните избори се најфлексибилните во однос на договарање на локално ниво и бројките се променливи. Но пораката е таа и мислам дека и премиерот Заев во неговата досмежна, пресконференција укажа на тоа дека пораката е примена. И таа треба да се спроведе. Ако мнозинството покаже капацитет пораката да ја прими и да рефлектира врз основа на нејзе, мислам дека ќе ги намали негативните ефекти. Но ако тоа не го стори, секако дека тоа ќе помогне на опозицијата. Алберт, ти благодарам за ова утринско брифирање. Ќе имаме ние прилика, има уште 15 дена на вториот круг. Се надевам дека и во студиото ќе можеме да поразговараме на овие теми.